Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Проверитас. Вечерва навистина ќе биде малку поинаков разговор и многу интересен според мене со човек кој што одавна е дел на една урбана скопска приказна. Личност која што многумина го познаваат како сопственик на легендарното бифе Тафталидже, место кое што со години ја чува својата автентичност и скопскиот дух. Јас нема да должам долго со најави, некако се ќе пробаме да си кажеме вечерва во разговорот. Со големо задоволство, добро вечер велам на Саша Шотаровски. Добро вечер и добро дојде во Проверитас. Добро вечер и благодарам на поканата, чест ми. Ете, многу ми е драго што успеав да те грамнам на час време да бидеш гостин. Долги години сме пријатели и мораме на јавноста да им кажам дека Саша е човекот кој што многу работи и многу приказни за Скопје ги имам научено и чуено. И се надам дека вечерва дел од нив ќе ги преточиме овдека во разговорот во оваа летна вечер. Да не фатат сам. Да, пробали други да не фатат, ама не успеале. Хајде вака на почеток секогаш вака една дилема да ја расчистиме, што за мене е многу интересна. Зошто бифе Тафталидже во Карпаш? Јас сум ти еден од најголемите локал патриоти. Ја цел живот го поминав во Тафталидже и една година паузирав од кафани и во тој дуќан кај што сме сега бев да плаќам нешто струи, муи, гледам се издава и доаѓам и викам на жена ми, господјо, не оди ова вака. Така. И како да се вика, како лаунч бар да го викам, ја ќе ми се смее цело мало, знаеш. И имаше нешто базар Тафталидже ги вадеа тие таблите, викам, Љупа прави вакво едно за бифе Тафталидже. И така се деси бифе Тафталидже? У центар на Карпаш. На Карпаш. Добро, тоа ќе му даде како амбасада на Тафталидже во Да, Карпаш, нели? да. Амбасада на културата. Зад граничен комитет. Така, што би рекле ВМРО-вците. Кажи ми како се роди оваа идеја да биде тоа што е денеска бифе Тафталидже, како изгледа неговите почетоци, целата таа приказна. Денеска морам да признам дека една од најобавите вака слободни зони би рекол во Скопје, каде што човек може се и да си каже и да помисли, ама и да го видиш. Па знаеш како, од немајкаде. Од немајкаде тоа е отворено со 500 евра узајмени пари и со 3 кири платени, уште мајка ми беше жива и не разбираше нешто картицата и ја земав и толку беше. Од немајкаде затоа што дефинитивно кафана е за мене институција и многу ја сакам. Значи, сакам да седам. Ја не можам да седам на одмор поише од 5 дена, али можам у кафана да седам 7 дена. Така. И да слушаш муабети, да слушаш приказки. Стар сум за да тераме некаква си шема и буквално се роди онаа да си седиме ние и да си пиеме и да си кажуваме колку бевме паметни и убави како мали. Така. И си тргна таа приказка, онака фино, лепо, почни, ајде, кој што имаше од дома намештај донесе, па се тури. Ние сме бифе со најмногу реновирање, мислам, дека за 7,5 години 20 пати реновирав. Тоа се кај доаѓање кај тебе различно изгледа. Да. Секој доаѓање. Да, и најсмешно беше што доаѓа еден човек и на вас му вика, абе, има еден тука работел со намештај стар. Амо викам се оцели. Така, до И толку промени. така, и буткаме некако, знаеш, мирно полека, си седиме ден за ден, секој ден е као денот на мрмотот, едните исти се. Така, ама интересни луѓе, сега ќе говориме за нив моци. Убави луѓе, знаеш, Знаат ли да се однесуваат, имаме ли кафанско однесување? Ние говорам за на боемско право кафанско однесување, да знаеш кој ќе лезеш во кафана како да се однесуваш. па види, тие што не се однесуваат така се елиминираат. Сами. 90% сами, 10% ја зимам нунчаките. Се шалам, не, бркаш бре. Така. Се изнаморавме, Александар, се изнаморавме, не морам више ништо. Така. Ајде, дечко, оди си, не мора да платиш. Не. Меѓутоа има, онака, се уште има, ја гледам, многу ми е мерак, од моje и твое време, она доаѓаш на маса и викаш тура за сите. Се уште го има. Браво, И тоа да, она доаѓаш, па после тој другиот, па третиот. И стално има еден што која се плати и до ВЦ, али тоа Да, добро, мора да, обично или плата нема земено, или... Да, или жена му не му дава 500 денари, тоа е. Кажи ми вака, за многу мина ова бифе Тафталидже, едно од ретките места во Скопје кој што вака, што говорим, успеа да ја задржи својата автентичност, својот дух. Ова го говорам баш како човек кој што, нели, израс на твој град, живеел во овој град, активно сум учествувал во тој ноќен живот.
Но она што мене вака посебно ми е интересно и посебно стануваш голем во моите очи, искрен да бидаме, ние дополнителни дејности кои што ги правите во Бифе Тафталиџе, значи познати по изложби, концерти, стендап настапи, други културни настани. Колку е, Сашо, тешко е да се одржи ваков еден концепт денеска во едно време кога говориме дека еве ти живееш условно кажано, нели, од кафаната до гостителството, меѓутоа да се бавиш со култура во Македонија и да не ти е тоа основна дејност и да не заработуваш исклучиво сето тоа, сигурно те става во групата на, еве да речеме, мецени на некоја такви движења. Тешко ли е да се одржува таков концепт? Не, види, ја го имам тој късмет да условно сопругата моја си работи нормална работа, ќерката работи у приватна компанија, респектабилна кариера има и никој, јас сум најслабата карика во фамилија, човече. Така. Да, и едноставно меракот е мој меракот, затоа што на тие деца, ако не им се помогне кога највише им треба, колку? Така. Јас не живеам од уметност, у живот не сум земал процент од слика или не знам што, не го наплаќам просторот. Тие поетски читања, јас си правам, мене е интересно да ми е. Мене ако не ми е интересно, не ме интересира за другото. И убаво ми е, знаеш, пример, вечер на Шпато имавме една, пуна ми е душата. Па имавме нешто, читаме со Ана, со Марко, со Алекс, со Иван, и Алек Русијаков, Иван Иванов, Ана, ги знаат тие, и буквално ми се пуни душата. Им помагам, значи, мојата логистика е што познавам, например, луѓе, молам телевизии, молам на кого више душата, ајбе, викни го у емисија, направиме интервју, да искочиш, затоа што ако не искочиш, ќе правиме 7 души да се собереме. Нема ништо. Бадијала, џабе е све. И тука и меракот ми е голем, да ти кажам, кој ќе видам после дека некој нешто направил, викам топ. Знаеш што викаат во Македонија, многу опасна комбинација, Саша, кој ќе се спои кефот и меракот заедно. Тогаш сме незадржливи, викаме, макар било нели и на наш зијан, тоа е сванака многу опасни, вика, кога делуваме. Не зијанот и ќарот, како беше браќа Вториов, никад не го познавме. Пак ќе ти кажам, не ми е план А, условно. И буквално е ден за ден се живее, ја возам кола од 1000 евра. Мислам дека не е ни 1000, не е ни битно. Меѓутоа не можеш, знаеш, кога ти некому ќе му подариш спомен, мене сега ќе ми дојде некој, не знам, купуев книга некоја, и тој дечкото ми вика, имам попуст. Каков бе попуст? Ја попуст у живот, се му Тинекс не ми даде. Има као за сите, ама. И демек, па вие ми направите промоција на книга прва, браво, викам, супер. И тоа е тоа, или ќе ти дојдат некои, па ние се упознавме кај тебе, у некој од кафичи што сум држал, и се земавме, викам, да не сум јална, што се земавте, ама ајде, добре. И така да тоа е тоа, не можеш, знаеш, ништо не се однало на тој свет. На крајот на денот, никој нема да те памти како си бил на Бали, на одмор или не знам кај сега се оди. Ќе те памти по некоја добрина што си остае. Да, викаат себа убаво да прави човек, кога може во животот, помага, вика. Значи, ова баш го кажуваше често, кај тебе добиваат простор млади сликари, пред се музичари, поети. На неколку пати сум присуствувал, нели, на изложби, на свирки добри, кај тебе морам да признаем. Што мислиш, дали сме талентирана нација, дали овие млади луѓе ја добиваат поддршката што треба да ја имаат? Прво имаме ли талентирана нација ние? Да, каква не. Деца квалитетни. Кај да брцнеш ќе извадиш, што сакаш ќе извадиш. Знаеш што е? Се нема јасен план, нема стратегија. Тие институции што треба да се грижат за нив работат као од 50-та година. Да. И тоа е веќе застарено, заборавено.
Не знам што му значи. У денешно време 1000 евра никому ништо не му менјаат. Така. И тој ќе му даде 1000 евра за изложба. На изложбата ќе му дојде братучедите тројца, мајка му, пилјарот од Каршија дека да биде сигурен дека овој ќе му плати и толку е тоа. Ако се прави нешто да се направи, јас за тоа инсистирам на медиуми, кумам, молам, правам, пустам, да се дознае, затоа што они не знаат, не знаеш кај му е среќата, ќе го види овој, ќе го види оној. Немаат поддршка затоа што се нема јасен план. Моментот кога ќе има јасен план, ќе се знае кои се критериумите. Ќе нема наши и ваши, ќе нема ова, ќе нема она, ќе се застане зад еден. И тоа е тоа, не можеме сега ние да застанеме, не знам, зад нешто што нема патриотски дух, нема нешто чисто честно да се застане. Тоа е, планот не постои, како што стојат работите нема ни да постои, да сме живи и здрави. Така е, ја допатаме јавен апел до сите надлежни институции во Република Македонија, што повеќе да се обрне внимание и да се направи некој план и визија за сите овие млади артисти од Македонија, од причина што сигурно ќе се согласиш со мене, Саша, дека најевтината реклама за една држава е преку културата, преку спортот. Тие луѓе ни се најголемите амбасадори, нас немаме ние подобро тоа. Па кој да, ајде да не збориме за имења, кој да биде амбасадор, види. Ако ти направиш добра изложба, еве ти го Кашавелски сега. Да. Има поише направено сега за Македонија, него сите до сега се Милчо Манчевски. Така. И меѓутоа тоа е он е сам. Он сам го направи тоа, случајно. Сестра му ја познавам и зет му и него лично мислам дека сме се упознали, али небитно. Он сам го направи. Па застани сега за Кашавелски. Што им даваш без везе пари на некој ојле-дојле, застани, направи Инстаграм страница, пукај 500 евра месечно, не се тоа големи пари за една држава. А се добра реклама. Нека влезе у алгоритамот на тие галерии. Нема подобра реклама. За жал, кај нас е све сведено на ти дам пари за изложба, ти ќе ми даеш слика или ќе ми вратиш малце парички и така, без веза. Уште прават каталози, човече. Така. Мислам, правя каталози ако бев гимназија. Па нема на QR код нека го стисне, нека направи тие пари, нека отидат за реклама, нека се... Како? Не знам Кој зашто... каталози малку, да, не знам зашто одат на работа без везе, не знам. Така, една многу вака битна работа што кај тебе секогаш ми е многу интересна и често пати знаеш да истакнеш на пардон, на Facebook, е дека турбофолкот не е присутен во музичкиот репертоар на Бифе Тафталисе. Зошто е тоа така? Јас знам, ама го би било да им кажеш и на гледачите. И каква вака музичка култура негуваш? Мене што ми се допаѓа кај тебе, искрено кога отидам, сум човек што слуша многу рок н рол и често пати знам да живеам во убава музика, да чујам таму, нели, и дечки кои што свираат, и бендови, и Цепелин, да чујам и Парпал, и така и работи, да уживам во тоа, нека. Па, Зошто нема турбофолк? Па нема, доволно го има на секаде, не мора баш тука да го има. Го има по некои журки, така ја кој ќе си отидам дома приватни забави, која рентаме просторот. Так. И онда мене одма комшиите што се дешава доле. Го има премногу, на други места не можеме да се такмичиме со нив, го ставаме просторот. Така. Сакаме нешто. Не можем ја да пуштам турбофолк, а ми седи Кокан Димушевски у кафе. Ќе ме убија. Или Васко Тодоровски, Или да, Климен кој да е. или Харе, или Игор Станоевски, не оќе. Токму сакав и тоа да те прашам, тоа ми е вака следното прашање. Препознатлив е твојот локал под собиралиште вака на многу интересни луѓе од градов, па и од државата, препознатливи во својата професија, успешни луѓе кои што се дружат, значи на иста маса, таму можам да ги видам, пример, Владиката Пимен, Трифон Костовски, Васко Тодоровски. Тоа е, за оние кои што не знаат, Васко Тодоров е, уствари, како му беше името К-15 на Васко Тодоров? Тошо. Тошо Малерот е Васко Тодоров. Не е Васко Тодоров, Азис, исто се вика Азис, Васко Тодоров. Заличујат. Да. Тука се дечи, нели, Гуру Харе, еден куп луѓе доаѓаат. Овие се, нели, ги знаеме како изгледаат овие луѓе пред медиуми, како се однесуваат, какви се. Кажи ми,
кога ќе се изгаснат камерите и кога разговорите стануваат неформални со овие луѓе, какви се, кој е каков, кој ти остава? Најнормални луѓе, мислам, секоја планина своја тежина, нема тука, по тоа е и работата. Зашто зборите нечесто? Сигурно зборите за политиката. Па, Сите правиме за политика. За политика, види. Прво збориме за лекови, пошто такви ни се годините. Така, терапијата. Кој шо како, за политика е нормално, многу ми е криво шо Агим почина. Да, ми беше добар другар овде гостин. И он работеше тука у зградата нешто и, например, седат на маса Агим и овој Драгиша Милетич. Каква комбинација. Нешто бистра политика. И не знам, еден иде на кај нив, му викам, стој бе, не иди натаму, шо е? И ти текне од парада, еден ваков, еден таков, ти ќе треба да бидеш или да. ЛГБТ вистинска. И рикање од смење. Нема тука е, нема, види, у кафана, поготово после третото седнуње, нема чатале. Да. Се знаеме кој сме, шо сме, да. Има некој со некој што не седи вака, што не бе, се скаруваат, па се смируваат, раскинуваат, па се фаќаат. Не бе, едно ти исто е муаветот, вака било, така било. И ќе почнат да зборат за Safe City, беше најсмешно. Сите неписмени технички не знаат, ја не знам кој има мейл тамо, мислам, ама сам да го отвор. Safe City вака така седи, бе, викам, ќути не збори, не оѓе. Така кажеш, не можеш мейлот да си го отвориш. Ја не знаев локацијата, кој ми ја пратија да ја отворам. И сега јас знам за Safe City, седи, бе, ајде, ставам. Добре, кој ти вака најредовен гостин, со кого си имаш нај ја би го кажал, ама има строги родители. Не сме. Сите сме. Има пар луѓе кои имаат поише сатнина од мене таму. Пошто јас си бегам, јас стварно нема. Знаеш, не можам едните исти муавети, едно ти исто. Така да. И као прва да ги раскажуваат, нели кога се гледа прва? Да, поготово јас се као нешто избегавам да пијам, ако им влезеш у мудот со пиење си добар дале, онда и ти кажеш исто. Да, се отвараш. Али ако си трезен, си готов. И сега одам напред, назад, зијам куќето, одам дома. Ајде, исто е тоа. У секој случај, знаеш што ми е драго, најверојатно ти го памтиш, Зизи Топ. Како место кај што можеш сам да отидеш и да си најдеш другарчиња. Кај што можеш сам да седиш или да ќутиш. Пример, јас имам 2 другара за ќутење, тоа се Бомбона, Борис и Харе. Они доаѓаме и ќутиме. Ќутолози. Аха, 2 сати, тој си оди, се изнаправивме муавет, али ти е пуна душата, не? Да, едноставно присуството ти е окей, нели? Добре. Толку. Ајде да си одиме сега по дома. Као 2 британски лордови, нели? Кога гледаат, кој разговарат. Немаме време би ти ја кажал таа приказка за и така ти викам љубе, ама ајде. Повели, ајде. Не, друг пат. Добро. Има бољи. Убаво кажеш, да, Зизи, тоа беше такво место, значи ако и не можеш да се најдеш другарче унатре, вера ти е тука секој момент Јанковиќ, со кој 3 кила муаве да ги направиш. Тука, да, тука не мора оноа дај да се најдеме, си доаѓаш со руките у џебови. Баш ова ме наведе да ти го поставам како едно прашање. Сакам да збориме малце за Скопје, за можеби нажал најголема љубов. Ти секојдневно комуницираш со млади генерации, профили на луѓе, значи баш скопско на место каде што доаѓаш. Што мислиш, што најмногу му недостасува на градов денеска во овој момент на Скопје? Што му треба највише? Ја како стар скопјанец од Галичник да ти кажам. Добро. Знаеш што му недостасува на Скопје? Што сме стари. Ние. Така. И ми текне мене на татко ми муаветот, Вардар, дечко навија за Вардар. Он едина спортска активност му беше у животот, Дацевски што го носел на ушках кога го освоил Вардар куп. Стари сме, бе. И сега ние сакаме, нашите очи се млади, меѓутоа ние сме стари. И како беше у наше време, па ова, па она, па дојдоа селјаци, чега, татко ми викаше, јас сум 63, од 72 го слушам како збори дојдоа селјаците, ти од кај дојде, од Галичник. Не знам дали си бил у Галичник. Си бил како некако. Таква... Кума да ми од Галичник. Таква пустелија нема. Има, Лазарополе. Дам бете.
И сега, знаеш, меѓутоа тука е големината на Скопје, сите се осеќаат скопјани. И сега работата е, не знам, да прифатат, да не фрлаат ѓубре. Не мора никој да прави ни изложби, ни нешто да е. Не фрлаат ѓубре, прилагоди се малце. Тоа е, знаеш, што му фали. Стари сме. Скопје сега има 5 пати или 10 пати подобра забава него ја и ти што памтиме у наше време. И сега ние тоа што не ни држи газот, не сме ние криви. Да, 3 до 4 савале не може, ќе падне. Ќе искочиш еднаш до 4 дена ќе лежиш. Болем после си да. Какви? Велиш секоја генерација со својата битка, со својата приказна. Младиве сега во Скопје го имаат духот на Скопје, го чувствуваат на ист начин како нас, на друг начин, како го прават тоа? Поима немам. Јас знам дека пример, еве ќерка имам 27 години има. Да. И они си го осеќаат Скопје, меѓутоа Скопје е друго, свеќаш? Да. Друго место, друга музика. Не можеме ние да очекуваме дека они сега ќе ги слушаат Стонси или нешто. Си имаат друга музика, си имаат... секоја генерација има своја клупа кај што се бацуела. Мислам, нема нешто сега ние да кажуваме, гледам овоа сега, кој бил прв кафич, кој бил втор кафич, која била дискотека, било поминало. Било. Не, добро размислаш, обично повозрасните ние викаме, не ги бива млади, у наше време беше вака. А ти си признаваш, не казват годините. Како беше у наше време, да не навлагаме. Добро. Супер беше, пошто бевме млади. И сега за нифе, ти имаш у Скопје какви места има, тоа Буква, тоа, како се вика едно, не знам, пред кај парк, некое место кај што се дешаваат работи. Сега, ние што не ги гледаме, што ние сакаме да идеме у кафана, па после у клуб, па на крај у диско со 2000 денари. Не поминуваме тоа. Не врви, не. Добро, наше време толку беше, се знаеше, Бони, Ани, Пирамида, Ама толку е. Джувокс, Мувокс, тоа беше. У Да, паркот знаеш, диско, ако ти идеш, нели? Ама има сега сериозни ресторани, кај што ние одраснавме на Чичко Стоилко, супер било. Топ беше. Да. Меѓутоа, тоа беше тоа. Сега има какви ресторани, има какви места за забава има. Има ли квалитетни места во Скопје, вака кај што нема кичи шум? Саша, што мислиш, има ли? Никогаш немало повеќе. Никогаш немало повеќе. Има тоа, ја не сум бил, пошто јас сум као украинка у Велешта, удуќаном цел ден. И има кај нас у мало, кај Олимпикот, дневна некоја отвориле. Гледам на Фејсбук кој ќе ми искочи. Има прекрасни места. Има критична маса на луѓе кои слушаат другачија музика него ние, кои читаат други книги него ние. Има како нема, никогаш немало. Ти викам Буква, такви. Да, гледам јас и литература, значи одржувам литература, тера, со тие работи добро. Како не. Кај имаше у наше време, бе, книги, нешто, поезија, како не. Кај Јоле, ако ти идеш, ако ти даде некој поетив внатре, дур седиш со него тука во кафана, па нешто да ти даде, нели да биде. И тогаш ќе видиш некоја условно. Има, они си имаат своји јунаци кои ја и ти не ги познаваме. Да. Ние добро. И така и треба да биде. И Скопје е сериозно, поготово последниве 3-4 години, после ковидот, сериозно фаќа приклучок кон светот. Се следа затоа што сега е лесно. Стиснеш, гледаш, правиш и ти. Милион кафичи со 300 врсти на кафе. И ја нешто им кажам на деца на мој, на черка ми зет, да ставиме мача, вика, ти нормален ли си, бе, кој ќе пие мача овде? Да, јас по едно место отидов, 480 денари ми вика кафето. Не, мача у смисла, кој ќе ти пие, бе? Да, нема шанси. Да, ние еспресо нешто. Тоа турското еспресо тука, нели? До таму дотеравме. Според ова што го кажеш, што мислиш, кога хипотетички, сигурно многу би сакал ти јас, кога би бил пак млад, некој 24-5 години, сега да си би се снашал ова, шема има. Би се снашал, меѓутоа не. Сега е многу напорно, сега немаат време. Знаеш, од тој момент кога се воведе тоа од 9 до 5 да се работи, се изгуби све. Тоа е намерно направено на теорија на заговор. Намерно е направено да се разнебити фамилијата, за ти да доеш у 6 дома, крш, пепел направен,
Нема више супа, нема више ручек, нема више нема Пауза од ништо. 3 до 5 нема, уј. Јадеш некој фаст фуд, нешто без везе, купуеш манџарија, кај имаш у наше време, ту бие мајка ти. Да. Не дај Боже на Ја ручек. овлаја, знаеш, ка ме фати како јадам. Ти текне кафана на крај, што е општината, сега каже Пуцко Петро. Ќе ме утепаче тука пред конобари, џубре едно, ја дома ќе готвам, ти у кафана ќе јадеш. Да, Карпош, тука, нели, мотел, што беше тоа? Не, ова беше влаја, кафанче беше само. Ама, да, напред, да, ми текна. И немаш ти, сега е све разнебитено, сега не би се менјал, веруј ми, не останува време за ништо. Така. Затоа што е таков сулут ритам, таков наметнато, да морам да имам вакви патики, вакви кондури, онакви не знам што, ваква кола. Ја ќе им душа на младите. Нормални ли вредности се по мене, не се вака искрено многу. Ама не можеш види, како да ти кажам, наметнато е тоа е така. Да. И сега ти, нон-стоп го спомням, Небојша Јаконов на времето Пулс, пред 100 години направи, буквално можеш да направиш еден круг, мал круг на микросвет и тука да екзистираш. Иначе искочили од тоа, ти ќе полудиш, човече. Готов си, да. Ај, Ќе те изедат. не. Добро, Сашо, интересен ми е многу младата, морам да признам, многу добро размислуваш за некои работи. Еве, по последниве години се почесто се концерти на регионални изведувачи, не последниве 30 години од кога сме условно кажано независна држава. Беше еднаш кога дека Антонио Димитриевски гостин ми беше во емисија и ми кажа дека го гледав, да. Да, вика 1 милијарда евра на црно пари се изнесени вика од Македонија за луѓе вика кои што доаѓаат тука пеат, вика се договараат, вика. И Директно малку со ни. газата, да. Малку ни. Меѓутоа, еве, доминира, чудна работа, турбо фолкот доминира во Македонија во говорам во кафани, во ресторани, гужви, доаѓаат на концерти, преполни се концертите. Дали е тоа природен тек на пазарот овде, менаџерите, собствениците на локали го даваат на народот на што најмногу го сакат, или па медиумите ја прават приказната, па после да му мораат овие да прифатат, да биде тоа. Знаеш што е? Тоа е последниот. Ние го имаме, еве Шпато го споменавме. Тоа е најдобриот. Ние го имаме Диме Поповски. Ние ги имаме еден куп. Тие 2000 луѓе што работеа у таа матава, да имаше лустрација, ќе беа 1000, ама за жал не успеа лустрацијата. Не снимија еден филм. Да. Ќерка ми моја не знаеше кој е Шпато. Диме Поповски, значи, ние треба да правиме јунаци од нашите. Да. И буквално да инсистираме на тоа, да досаѓаме емисија. Ние немаме филм снимено за Ристо Шишков. Ние немаме филм снимено за Србине, снимаа филм за оној Томас Здравковиќ и за оноа мало ромче, како се вика, Джей. Джей, да. Па добро бе, овие немаат снима, не зборам ја за филмови, Да. телевизиски, што се Серија ефтина, нема ситна да, работа. Не може ти да не направиш без... Нема филм документарен или серија за Леписол. Лепи сол мизар, нешто Можеме да ги редиме до утре. Да, Лола Вастајн, кого сакаш? Нема. Не направија ништо, што викаш ти урбано, не урбано. Не направија една љубовна приказка, например, за Нена Стојановски, Силвија Стојановска. Да. Они кои ќе се појавеа какви Бред Пит и Анџелина Џоли. Светеа, да, баш така. Аве, нема ништо како не знам што работеле тие луѓе 40 години. Нема едноставно, и сега ти доаѓа тој Аца Лукас. Тоа све може вака да се направи, многу просто. Ти го носиш Аца Лукас, да. Сега ќе го земеш Наум Петрески за истите пари. Ќе му платиш на Наум пред мене. На црно, на бело, не знаме. Ќе му платиш. Ако кошта Аца Лукас 6000, на Наум 6000, ќе го носиш у клуб. Ако не, нема. Певалки некои таму. Како? Ја носиш Цеца, ја земеш Сузе. 30.000, дај на Сузана 30.000 и како ќе освеш. Како не? И така. Иначе што цел шум, Аца Пеоvić 35.000. 35.000 ќе најдеш некој таму. Да. Бенд, тој бенд, еве ти го сега Мизар ќе го носиш таму.
Така, тоа може за 2 минути да се направи и не е никаков проблем. Така. Меѓутоа, ние немаме мерак и кејв за свое и тоа е проклетијата. Секаш не тоѓето дека посладко пува да Не, подобро полесно е, знаеш, многу е полесно да дигнеш 2 руки на Халид Бешлич Милјацка. Ние Бог да чува. Мислам, меѓутоа тоа е тоа. Никој не извадил пиштол на, не знам на кого, на Бади Гај. Али чудна работа, па Саше, излеземе надвор вака од границите на Македонија, прво со што се фалиме тоа, не знаете каква музика имаме, каков ритм имаме, како имаме ова, кој ќе дојдеш дома, кај нас ги нема нигде. Па, знаеш што е? Еве ти сега конкретен пример. Последниве 2 години утупевме со джез, со национален джез оркестар, на пример. Ја многу сакам джез и поштувам се. Меѓутоа, джез со плави картони не постои никаде на светот и на векот. Така, джез со плави картони, убаво Джез со кажам. плави картони не. Се направил оркестарот, селски приградски тезгари кои свират умеѓу време за 50 евра по кафани, и сега ние продаваме джез. Кај продаваме джез? У Прага одат оние, пошто кој ти кажам Прага, Да. ти од тамо од село си, па не разбираш, ја од Тавталиче да ти кажам. Прва асоциација ти е джез, бе, брат. Нормално, да. Тоа е било Носат. петогодика. Да. Да, било пет е посебна приказка. Носат овакво и они свират джез и со оние порталчиња, носени све, со зурли и тапани. Ние вика, тоа чудо едно. Ја имам работено у Прага и свирали у локал некој, мислам, клуб, не битно. И прогласиле другиот ден неработен ден у цела Прага, пошто паднале у несвест од джез. Тоа ти е исто како у Пенсилванија да отворат академија за ѓомлезе и да им даваат плата, придонеси, све. И овие тетките од Пенсилванија да дојдат и у Варош, и у Пештани, и у, не знам, у Трпејица, да им кажуваат на бабиве наши како се прави ѓомлезе. Како вика, една изрега има, вика, не го ги кажувај на таткото ни видеото, буквално така, нели? И сега, во ред е джез, терај си ти, национално нешто, немам ја против джез, меѓутоа не сме ние за джез. Ако сме, веќе сме за блуз. Така, Чекай повеќе. бе, у држава која е палена со напалм бомби, што се разнебитени фамилии, што не се сретнале, што не се виделе, од тука, од кај мене до кај тебе дома има 5 тужни песни, натопена со крв до... Ти сега джез ја продаваш, па дај продај го тоа што го имаш. Да, и што си добар. Ама тоа што е у тебе ДНК-то не ти е у джезот, бе. Јас знам, мене ми кажел дедо ми Рафе дека баба ми Ката ја зимале со Майлз Дейвис од горна порта, ама немој бе, не. Они се прават нешто што не се, ме сваќаш? Така. Па донесо едно време Фадо, не ме радој жити мајка, Фадо за Луис, таја што сакала у Есторил да оди, па он не ја пуштал, па она со Пепе, ова се имења од фудбалери, појма немам. Да. И вамо там, и Фадо и климаат со глаите, Во трансфагијат ли? И овие оркестаров ги ја зима таја некоја пејачка, артистка е, во ред, супер, ја носи у Сплит иста позната джез дестинација. И они таму, па чекай бе, што не ја зема Ана Петан? Што не ја зема Светле од Саут Парк? Ако ти текне каква турнеја направија со Венко Серафимов по театри. Да, Венко е генијалец исто. А има едно девојче у Велес кој ќе пропее, те превртува како чорап. Абе има еден тон, Нина, Елена Баклава. Да, и Баклава и Нина е одличен пејач. Абе, тие од таа другата група, чекај бе, однеси ја Елена. Кој црн джез, кој црн... Има што да покажеш квалитетот. Тоа е твоето. Однеси ја Љубојна. Мизар. Тоа се Ма тоа си ти, тоа си ти. Не си ти нешто друго. Ти клијаме со главите. Да. Иначе, историја, тоа не знам колку кошта, сигурно кошта 1,5 – 2 милиона евра годишње, за ухлебувањево, па тај тие пари некако, да имаш некаква визија, мисија, како беше тоа, корпоративно, насочи ги кон друго.
Па издади на Елена Баклава, енете го Душман од Сони, застапникот, издади бе албум, 4-5.000 евра. Така. Плати го албумот, не сама да се злопати. Така, и сите ќе слушаат и интересно им е. Ама изнесија, па ќе дојдат по овие некои делегации, дава им го албумот. Тоа сме ние, луѓе, извинете што не сме джез, што не бабите наши не слушале джез. Да. Извинете, ве молиме. Терајте си джез со своји пари. Така. 50 години имаме джез фестивал. Кого изнесува, кого Оливер го изнесе надвор да свири? Никој носеше го цело време носи. Не, сам и јас со туѓи пари, знаеш како Така се да, кршат ореви. Ама дај кого изнесе? Да, ниеден Кого изнесе надвор? Да го промовира и да каже, ја го направив овој звезда. ниеден артист нема, да, наш. Ама вече. Лесно е ти, сите знаеме како тоа се прави. Ако е ние за джез, да сакаме да слушаме, дајмо ги тие 1,5, 2 милиона на Боба Навалон, па не можеме јајте да се разминеме на пешачки од црнци со трува под мишка, што ќе идат негде да свират джез, мислам. Да. До джезот ако ни дојде. Не е ни джезот проблем, проблем е немање на концепт 2 години, 5 години, 10 години однапред гледање. Да, таму сме најдобри. Значи, јас се сеќам на една приказна, Сариевски беше жив земјак, нели? Овако, и раскажуваше прв пат 54-та година со танец одат во Волонгонг на светско првенство во народни игри таму. И сега овој бил Тапанџија, а Кец бил Јонче или обратно бил Христовски, така било кога играле. И почнале тешко тоа да го играат и прв пат се случило тоа да го бакне, нели? Во цела и вика завршувам и се објаснува. Кој што објаснуваше Чичкоацов, вика седиме вика под една стреја, почна да врне. И прв пат во историјата на Волонгонг вика 10.000 гласови, вика 10.000 луѓе гласаат, вика најпознати музиколози. Прв пат 10.000 вика за нас сите, вика дојдем. Ќе вика поведуваме. И вика ни доаѓаат, вика од Кембридж, од Оксфорд, музиколози не прашуваат како ова се ноти, ја не вика. Од тука е, вика, не можам тешко, како вика тешкото да му го напишам, вика, или езгија да му напишам, вика. Сега нешто завчера дојде Миле Кузмановски беше. Правиме мовет за Гоце Димовски од Синтезис. Ја не сум знаел, глуп кафанџија, немам везе јас со тоа. Најтешко е да свириш кавал. Гоце свири некој начин ми кажуваше. Гоце не е вработен. Ни во танец, ни во никако. Да, знам. И многу ми е жал. Не е вработен. Ќоро и Сакатов се вработи. Немам потреба Гоце да работи. Да се вработи, се дава, се оди. Мајсторе, кога ќе ни требаш, ќе те викнеме да свириш. Да. Крај на приказката. Ако ние не можеме за Гоце да најдеме чаре, земеме, одиме сите у джезери. Он го знам многу добро и него и татко му, значи он наследи од татко му еден многу битен момент што ретко кој во Македонија може езгија да свири на кавал. Таа е многу тешка за свирење и два пати не може да освириш исто. А тоа Гоце, само Гоце го прави и Стевче, мислам, Стевковски, двајцата се вака. Млади луѓе и двајцата невработени. Не вработени, ја не знам кого не вработи, ја мислам. Уче Орце Селјакот и Елвис, да. Не ги вработија. Елвис неќе да работи. Елвис у пенсија. Сум пробал многу пати другар ми од деца, ама неќе да работи дефинитивно. Има право, не е глуп. Да работи држава. Значи, кога би имал можност, што би му предложил 3 работи на актуелниот градоначалник Орце Георгиевски за Скопје? Мене многу ми се свиѓа, не го знам лично. Ама знаеш што би му предложил? Например, би му предложил сега кој ќе заврши овој Караванов, да го викне Игор Џамбазов и да седнат они двајца, и двајцата се умни. Игор Џамбазов има една представа детски работи. Тоа е монодрама. Ја имам случајно гледано, али Харе сум го прашил, 3-40 пути ја има одиграно. И една од најубавиот момент од било каков арт момент ми бил тој, искачам ја од представа, мислам драмски беше, и седнам на клупа, не знам со кого бе фај, викам ти одис. Топлина една, ден денес ме држи. Неам поима више ни за што се работеше, како се работеше. Да го викне Игор Џамбазов и да седна да се договорат Игор Џамбазов да ја возобнови таа представа и да не да се игра у театар, него да се игра по средниве школи. Да фатат и осмо, девето, више како се учи. И
средни школи, затоа што Игор е за мене единствена права звезда у Македонија, он да иде цигари кога купува се собираат 50 луѓе. Многу сакам. Децата му веруваат, пази не е стендап. Тоа не е хи ха, имаме ние глумци, Адидас глумци за стендап, не е проблем тоа. Ја ти гарантирам таа да ја изврта таа представа, нормално му се платим, може тоа Орце знае како и мислам све легално да се биде. Ние ќе добиеме од сите тие деца, не знам колку се 5 до 10% потенцијална театарска публика. Така. Затоа што на Игор му веруваат, гледаат дека е нешто добро и ќе го заинтригира, ајде ќе одам у театар. Така. Тоа едноставно така ќе создадеме ние нова генерација на публика. Така театарот е дрога, велат. Еднаш како влезеш, ако го засакаш, толку е, нема да излегување веќе од него, нели? Макар и да одиш и на представи кои што не ги знаеш, кои што не ги Театарот гледаш. е друга дименција. Да, ја имав среќа во животот, дедо ми беше шеф на оркестар на операта, во Македонски народен театар, фагот свиреше, и израснав таму цел живот. Нема побава. Театар и радио се за мене. Да, тоа најголема љубов, јас со радио почнав, ама ете, умира радиото како умираме нашиве генерации, би рекол. Возобновиме, ќе видиш, имам планија. Миле ми текна. Браво, миле ми текна, имам план. Вака, многу брзо ми помина време со тебе, би сакал уште едно-две прашања вака за самиот крај да те прашам лично и персонално. Дали си вака лично како човек задоволен од сето ова што досега ти си има случајно во приказната во твојот живот? Дали си вака исполнет, дали се сеќаш на новија години дека си исполнет, сеќам дека окей сум? Слава му на Бога да сме живи и здрави, све е лесно и све се прави. И само да сме живи и здрави, ние, семејствата да не се живи и здрави, се ќе направиме. Никогаш човек не сум ич задоволен, меѓутоа имам планови да станам задоволен. Така. Сакам, знаеш, да биде Македонија подобро место за живење, Скопје да биде подобро место, пошто ја у живот сем кога работев у Чешка го немам напуштено Скопје. Ја не знам, ја имам сестра у Англија, у живот не сум бил у Англија. Не ти одам тука, ако може, тука да си поседам. По-посната врца, нели? Врзан тука сум. да си седам, ја. Да ни се падне, да видиме успех, како ова, на Кашавелски, да видиме успехите, на Милан да видиме успех. Да. Ние двајцата го знаеме, допрен од Бога. Милан Андов, тој е посебен талент. Не е ќотек јаден како мала, ајде, Боже мој. Јас сум крив за тоа. Да. И да направи изложба, да направи изложба, ама права, не да направи кој ние наши у Њујорк што прават изложби у таму нешто, без везе, 7 души што доаѓаат. Да се осеќаме горди како Скопјани и македонци. Така, многу ви сакал. И све ќе се бориме до крај шо. Па да, тек сме на пола, нели како? Не сме баш на пола. Така се тешки. Кога што те повторно би имал избор да се роди, дали би работел и става работел нешто друго? Да, ја Јоване, не знам да работам, а не друго. Имав ја период, еден се деси некој работи. Таму пријатели Арсо и ме запослија помошник магационера. Не си видел глуп човек, ја не знам. Помошник магационера? Да, имам среќа, имав тој Јовче, Господ здравија да му даде. Не. Па немам, сега да не се лажеме. Кафанџи се претежно луѓе со низок IQ, да не ги вреđаме молериве и таксистиве, и тука сме, ние сме малце подаме. И само мерак треба за било што, и за овие што збориме, овие државни службеници. Мерак ти украдеш пари, у реду е, нема проблем. Хајте прашај онаа со прстено што стисна, со кого ги троши парите. Да. Прашај со кого искача, кај искача. Каков е животот, празен, толку да, немаш пријатно. Праша, карма, Господ, да не го мешаме, Господ, енергија е тја, крстиме карма, гледа, брат, нема бегање, никој не избегал од неа. Апсолутно се согласувам. Саша, беше навистина задоволство вечера да се разговара со тебе оде во Проверитас, толку релаксиран и во муавец и направи баш онака како што очекував. Мене ми останува во мое име, во името на цела оваа екипа која што го работи во Проверитас, пред се да ти посакам
многу здрави и среќа во приватниот живот, да бидеш здрав, среќен. Многу успеси, многу поише перформанси да има настани во бифета в Талиџе и колку години постои бифета в Талиџе? 7,5. 7,5 години, па негде на 50 годишнината да направиме еден голем концерт На заедно. 10 годишнината да направиме и после да си да си одиме у Куба. Го терам Пимен бе да отвориме црква на Куба, мене да ме стават клисар, да ги гасам свеќи. Не прифаќа. Ти е лош планот. Ние дури отвориме, ќе дојдат американци и ќе се тури девар. Да, и толку ќе ви. Ти благодарам што беше гостин. Фала на поканата, многу ми беше мерак. Почитувани гледачи, се надам дека ви уживавте вечерва во овој прекрасен разговор во оваа летна вечер. Следете не на сите мрежи, ова беше најновото изјадение на Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.